е 30, не е 28,5. Па така пишуваше на Трансфермаркт. И мене ми се свиѓа. Марсеј испаднаа некако многу паметни трансферчиња. Стварно. Од кај им пари? Јас тоа сакам да прашам. Брат. Колку продадове? 700, веќе 3 години купуваат од него. Нормал Челси кога продадува. Да, од тие пари се чуваат. Од Рибери у Бајерн да тие. Парите од банка камата се тече и ти со чај, ја може да се пие? Може. Да бе, ти викам брат, ако сакаш ливче на него, место за вашиот спонзор. Здраво и добре дојдовте. Во уште една нова епизода на Скратен корнер со мене Кирил и со Владко. Па тоа. Владко вратен, одморен, свеж и само името супер. си го памти името што е огромен напредок за разлика од минатата епизода. И денеска сме тука да зборуваме за трансфери, бидејќи само што го затворивме предходниот рок, наздравивме за него, се приметува на нас и сега ќе дискутираме за омилените трансфери. Од кај да почнеме? Бидејќи имаше многу трансфери за кои што сакам да зборуваме, многу пари се потрошија особено на островот, особено во Лондон. Особено во плавиот дел од Лондон. Од каде ќе почнеме? Имаш ли некој фаворит за кој што сакаш да збориш? Па не ги спомна, нели, плавиот дел на Лондон, тоа 650 милиони долари за 6 месеци, тоа малку нереално звучи, дури на видео игра е малку нереално, не знам. Тод Боули вика дека сите се на рати и дека се ќе стигнат да платат. Сето супер, меѓутоа дали ќе се уклопат, како ќе се уклопат, што очекување има. Да, практично во 6 месеци дали се во планот на тренерот, дали тренерот е во планот на Тод Боули и така натаму, малку премногу има what ifs. Да. Што не знам, мене ме загрижува ситуацијата на Челси. Практично си купија цела нова постава на местото За на старата што беше купена преклани. Да, малку точно. Не знам, малку ми е нерезонски зашо. Добро, купија барем вака на име купија играчи што беа, ајде да речеме, ако ништо друго, тренди. Океј, беа тренди, пред 2 години беа тренди, нели, ги донесе Тухел, после Тухел го избрка, не знам зошто, се испостави дека грешка, се исто да се случува, купуваат играчи што се тренди. Да. Со тренер кој што не се знае дали ќе преживее сезоната, дали јас мислам дека сигурно нема после летова сигурно ќе осминат, така да мене ми личеше како демек вложување во неговиот проект, во проектот на Потер, па као ајде да му даеме шанса да успее, ама кога ќе ги видам играчите, реално сега да правиме муабет, не верувам дека Греем Потер изгледал утакмица на мудрик во животот. Реални да бидеме. Разбираш? Јас мислам дека не знае кој е Енцо Фернандес пред светско првенство. Го нема ни изгуглано. се согласувам. Ама е океј, некоја си стратегија која што веројатно на долг рок ќе им се исплати. Енцо Фернандес е многу добар играч. Ја навијам за Ривер, мислам знаете и гледачите и го гледам и беше скапо продаден 38-39 милиони долари. Меѓутоа дека Енцо Фернандес вреди 130-140 милиони, тоа е нереална ствар и Бенфика се добри преговарачи и Челси се малку па не сакаат да преговараат. Тие воопшто не сакаат да преговараат очигледно. Гледа откупна клаузула, ја плаќа и расчистува со таа ствар. Добро, Челси се појача, ајде да кажеме, или ако ништо друго во најмала рака си купија подобра ротација. Кои други клубови успеа да направат нешто добро овој јануари? Според мене Бурнмаут и Нотингем Форест за мене ги има најдобриот трансфер како се вика. Трансфер период. Трансфер период во јануари. Нотингем Форест и Олимпик Марсеј. Затоа што Нотингем Форест почна многу јалово лошо, пошто нели сите ги отпишувавме што одма 26 трансфери вака така. Во јануари успеа да доведат тројца како трансферни играчи, двајца на позајмица, Џонџо Шелби и Крис Вуд од Ньюкасл на позајмица за Нотингем Форест. Одлични играчи за екипа како Нотингем Форест, мислам дека тоа одлично. Плюс го доведа Келор Навас од ПСЖ, го донесоа Фелипе од Атлетико и уште еден играч не ми текна на името. Мислам дека со тоа има загарантиран опстанок. Пробам да ми текне некој од Палмирас беше Данило, точно. Ете кој не пие пиво, кој пие чај. И ми се допаѓа искрено, ми се свига и трансферот
на Забарни во Бурнмаут. Тие исто доведоша двајца играчи, не ми текнува исто нив, меѓутоа До пред две пива му текнуваш. Да. Ако ме прашуваш за најразочарување, Динамо Киев зашто не го наплати ни Забарни која требаше, не го наплати ни Циганков. Никој за испод 5 милиони ги продаде као Забарни, мислам дека 10-15 го продаде, небитно. Као Забарни пред пред сезона на Еврото кога беше 2021 сезона и пол, беше 25-30 милиони, баш го зборевме во некоја епизода. Можеше да го наплати 2 или 3 пати повеќе. Мислам дека дека направи, извини што прекинувам, исто кај Марсеј ми се допаѓа што се во трка, нели, статистички официјално се во трка за титула со ПСЖ. Сите знаеме дека ПСЖ ќе земе титула. Колку и да, меѓутоа ми се свиѓа што прават добри трансфери, го зема Витиња од Брага за 30 милиони, го позајмија Малиновски од Аталанта и го зема Унахи кој што имаше изводено светско првенство. Го зборевме цело светско во Тунис, од Анжер си го зема на позајмица со можност за откупување. Не Тунис, патем. Мароко, да. Бевме во Тунис и тоа. Да си каже. Убаво што го спомна Циганков, јас ќе го спомнав некаде при крај, ама ај сега да поразговараме за него. Многу ефтин трансфер направи, као за човек кој што беше стварно многу, ајде пак да го повторам зборот, тренди. Ќе бидам малку средна школка, што има. 2-3 години беше тренди, брат. Па да, во ред, ама тогаш еве ти кој што спомна, него наплатија, сега го успеа да го наплатат само 5 милиони, отиде во Джирона, мислам дека ќе биде многу добро засилување за Джирона. Добро ја почна сезоната, прилично добро играше до сега за Динамо и еве некако, ама мислам дека има која ќе му биде улогата во Джирона, дали ќе игра десно крило, дали ќе игра напаѓач, дали ќе биде главна опција во нападот. Апсолутно, ама самата сума од 5 милиони дозволува да го имаш тој ризик да можеби нема да испадне играч. Ама кога ќе споредиш колку трошат шпанските екипи, 5 милиони за Джирона е многу пари, као реално. Добро, да, тоа име најскап трансфер во јануари, така е. Као што плаќа по 30 милиони, као што се рамни со Милан, пример, нели? Какви рамни, никој не е рамен со Милан. Милан потроши 400.000 овој трансфер период. Од кај пари? Па тоа е многу. Али шала на страна, као англиските екипи не може да ги рамниме со другите, као например 4-5 милиони за Шпанија, за Германија, за било која лига се многу, особено за екипи као Джирона. Да. Се многу пари. Као ако си некој као Евертон, 5 милиони се ништо, или као Бурнемут за Барни 10 милиони 11-12 колку со бонуси таму. Тоа стварно не е ништо, плюс за Барни е стварно добар и за репрезентација. Не дека и Циганков не игра за репрезентација, меѓутоа тоа стварно е ептен малку пари за така. Лошо е за Динамо Киев што малку го наплати, плюс го прати во екипа кај што толку може да е, не може и да сака Джирона, не може да повеќе од 5 милиони. Па да, ама мислам дека има многу голем фактор тука игра, нели, конфликтот во Украина и верувам дека играчите не сакаат да седат таму и баш од таа причина гледаат да си најдат нови клубови по било која цена. Циганков можеше на пред 3-4 години и 5 години кога беше талент, кога беше талент, он уште си има знаењето, нели, меѓутоа кога беше на мета на појаки клубови можеше да го направи тоа, нели, Рома и не знам кои беа заинтересирани. Па, тоа е веројатно разликата меѓу Динамо и Шахтер и зашто Шахтер ја доминира таа лига. Шахтер знае кога да продаде играчи, знае како да им го продаде играчот, овие не се баш толку умешни во тоа. Па да, ама мене Динамо Киев кој ме се допаѓа зашто им дава шанси на homegrown таленти, нели? Да, не се бразилци полосов. Не се бразилци, не се го купува од Зорија или од Металист или од Каркив. Сакам на два ајде малку подценети или подзабораени трансфери да подсетам од овој јануари. Уствари, што подзабораени едниот се случи на еден ден пред крај на преодниот рок. Хари Сутар, австралискиот стопер од Стоук, отиде во Лестер за 17 милиони евра, 17 милиони, така што мислам дека ова е нешто што едно им требаше на Лестер, два на него му требаше овој, ајде да речеме, трансфер во прва лига, нешто што пред 2 години можеше да го направи, ама вкрстените лигаменти ги скина, му се одложи тој трансфер, тогаш беше дури и со некои посилни клубови поврзуван како Ливерпул и Арсенал и сето тоа. Сега отиде во Лестер, ама мислам дека Лестер е идеална екипа за него. Игра на прекини, тоа е играч кој што е 1,96 м висок, сигурно ќе биде убиствен на прекини. Ги имаат Медисон и Тилеманс кои што можат да го гаѓаат на тие прекини, дефанзивно е одличен, борбен, верувам дека со Вуд Фаес ќе бидат супер тандем.
Со Јунчу требаше да го дадат, ама му пропадна трансферот во Атлетико Мадрид, бидејќи не стигнале на време да ослободат место во плати Атлетико Мадрид, нешто такво беше. И еден трансфер кој што ме изненади, баш са бајлево дознав дека се случил. Флориан Тован се враќа во Европа, од екипата на Тигрес отиде во Удинезе. Тован, освојувач на светско првенство, да, играше во Марсеј и кога играше во Марсеј, го бараше пола Европа и типот го направи еден од најаките потези онака што може и вика као мене ми се ужива да играм у фудбалот, идам во Тигрес со Жињак ќе газиме лигава. Изгазија 2-3 сезони, еве го сега се враќа во Европа за 0 евра. Во Удинезе доаѓа на местото на Делофеу кој што веројатно ќе го пропушти и остатокот од сезоната, ама Удинезе си добива прилично добро крило, 30 годишен, врзан на 4 годишен договор, мислам дека ова е топ трансфер. Така? Това напред 30? Да, 30 прееска прочитав на Трансфермаркт. Со кој трансфер ќе завршиме ова видео уствари? Овој муабет. Сигурно нема со Поп Златанов на Зошто не би големо враќање направи? Одлично. Подобро на дечкото во Слободен што се врати да го збориме. Добро, да, Слободен правеше големи трансфери во јануари. Најдобар неочекуван трансфер е Сабицер во Юнайтед. Никој не го гледа таму, од нигде никаде, мислам дека ќе биде одлично. Мислам ти го збореше дека што треба да сменат клуб. Да, дефинитивно. Мислам дека полеј ќе смени клубот, тоа што збореше дека се очигледни беа, да. Клуб да, ама Сабицер Ериксен се повреди, нели, нема да го има до мај, до почеток на јуни. Сабицер мислам дека ќе биде добра замена. Да. Не го очекува во Юнайтед, ама очекува да е во друг клуб искрено, ама дека во Юнайтед ќе иде, не знам. И ми се свиѓа трансферот на Торган Хазард во ПСВ. Да, тоа Да, многу играчи мора да земат некој. Хазард немаше минутажа во Дортмунд, пошто помладиве му ја зима Рейна и некои слични. Па Рейна му Коко кој може да е таму, да? И таму уште некој, ама ми се свиѓа трансферот на Хазард во Азар во ПСВ. Си преферираме Хазард. Јове што би рекол на македонски така, како што читаш, така пише. Фонетски, така, да. Тој ги знае подолгите зборови. Тука некаде ќе ставиме крај на ова видео, мислам дека ги покривме барем главните трансфери. Фанови на Челси, пишете ни што мислите за вашето трошење тука и пуштете некој денар на наша. Сочувство. Па сочувство, не идат од нивни џебе. Гајле ти. Како? Леле, да, Јове не подсети, на кратко само ќе го искоментираме. Жао Кансело во Бајерн отиде на позајмица. Ја збори за него, тоа е недобар трансфер за мене. Мислам се скара, нели, официјално пукна тиквата сега со купот која не доби минутажа. Бајерн Михен се доби најдобра одбрана као можда во Европа, не само во Германија. Во Германија веќе се знаеше. Да, човек, во истата сезона ги донесоа Делихт, Мазрауи и Жоао Кансело, онака си ја обезбедија одбраната за наредни 5 години. Делихт од Јувентус, си го има веќе Дейвис, Афонсо Дейвис на лево, десно си го има Барт, меѓутоа може да се знаеш, тоест се спекулираше како иде во Барса, остана во Бајерн Михен, плюс си го донесоа Кансело кај што може и лево и десно да игра. Упамекано е се подобар и одбраната им е баш онака коска, што би се рекло. Тука е официјално крај. Пишете ни ги вашите коментари тука под видеото или било каде на социјалните мрежи и се гледаме во некоја следна епизода.